Јас сум Мија Николовска, имам 19 години, од Скопје. Студирам на Факултетот за драмски уметности на катедрата за театарска и филмска драматургија. Водител. Ова се викаат јажиња за скокање. Нив ги добивме од Музеот за примитивни спортови. Му го зема јажето на EdUser 9305. Скокање е ова. Демонстрира скокање на јаже. Хоп, хоп, хоп. Предците го користеле ова за забава. Замислете, но ова не се обични јажиња. Рачките произведуваат електрични удари при секое запирање. Ова се вика одржување темпо, скока. Вие ќе треба да го правите тоа без да застанете. Со овој тест предизвикуваме забрзано биење на помпачкиот мускул. Вашиот епидермис ќе произведува ликвидна материја со интензивен мирис. Нашите предци постојано смрделе така, но одорот е тоа што ќе влијае на однесувањето на Ед-Сузаку 271 долна црта. Ед-Сузаку 271 долна црта. Скокајте. Сите тројца почнуваат да скокаат. Ед-Сузаку 271 долна црта кружи меѓу нив, ги наблюдува. Повремено некој од нив ќе се потсопне и ќе запре. Кога ќе го удри електрицитет, издишува и ги тресе дланките. Водител. Мириса на џунгла од мамалии. Ед-Сузаку 271 долна црта. Отвори ја третата кутија. Ед-Сузаку 271 долна црта ја отвара кутијата. Од неја вади управувач. Го погледнува водителот прашално. Водител. Ова е управувач поврзан со сите три јажиња. Со притискање на бројките испрекеш електричен шок до посакуваниот Homo sapiens. При секој погрешен одговор на твоите прашања, ти го шокираш кандидатот. Ед-Сузаку 271 долна црта. EdUser 9305. Кога е оформен центарот за рекреативен лов на Homo sapiensi? EdUser 9305. Осмата декада од 22 век. Ед-Сузаку 271 долна црта. Ед долна црта мир. Наброј тројца апостоли. Ед долна црта мир. Апостол Гейтс, апостол Хокинг и апостол Џобс. Ед-Сузаку 271 долна црта. Погрешно. Џобс не е апостол. Ед-Сузаку 271 долна црта притиска на управувачот. Ја врти главата настрана. Го фаќа струја, вриска и го пушта јажето. Ед долна црта мир повторно го зема јажето, продолжува да скока. Кај Ед-Сузаку 271 долна црта сите три линии почнуваат да се мрдаат. Водител кон публиката. Електричните удари се создадени со цел да не го ликвидираат Homo sapiensот, туку само да му ја провериат крвта. Примерокот че живот е загрозен или му се заканува болка, инстинктивно би направил се за да го спречи тоа. Затоа е и важно тие да се борат и да го кажат точниот одговор. Ед-Сузаку 271 долна црта. Ед Google Gates 32. Како се вика првиот Homo sapiens од нашата ера? Ед Google Gates 32. Ед New User 01. Ед-Сузаку 271. EdUser 9305. Кој број епизода е медиум вагина? EdUser 9305. 32. Ед-Сузаку 271 долна црта. Погрешно. Го електризира. Тој вришти. Ед долна црта мир. Дали сакаш да те електризира? Ед долна црта мир. Не. Ед-Сузаку 271 долна црта долго време го притиска управувачот. Ед долна црта мир паѓа на земја, вришти. Ед-Сузаку 271 долна црта. Погрешен одговор. Што се однесува на користењето на мирисите во моите драми, тоа некако си доаѓа природно само од себе кога пишувам. Никогаш не се трудам да вметнам некој мирис, туку секогаш тоа самото некако произлегува од текстот. Секако дека некои од ликовите со нивните одори се инспирирани од вистински луѓе, но главно се трудам исто така да бидат тоа точни информации на научен план, исто така како користењето на феромоните во инквизиција за начин на привлекување помеѓу Homo sapiensите. Што се однесува на употребата на археологијата, антропологијата, биологијата и медицината во мојата драма Инквизиција, тие ги употребив од причина што драматургијата треба да го имитира животот. Што е по-природно и по-нормално човечки од тоа да се имитираат базичните човечки инстинкти и појавите кои што постојат од секогаш кај човечката раса. Во драмата Инквизиција има многу кованици и измислени термини,
бидејќи драмата е сместена во иднината. И многу нормално е дека луѓето нема да зборуваат исто тогаш како што зборуваме ние сега. И од таа причина морав да направам еден нов, ако може така да се каже, јазик. Пред да почнам да пишувам било што, секогаш се трудам да имам доволно истражено на темата за која што пишувам и да знам точно како ликовите би се однесувале во истата. Пред било што да ставам на хартија, додека не сум 100% сигурна дека тоа е така, не го пишувам воопшто. И може да се каже дека тоа е еден вид на метод кој што јас го користам додека пишувам. Инспирацијата за пишување наоѓам секаде околу мене, дали од луѓето околу мене, дали од некоја статија што ќе прочитам, но конкретно еве за Инквизиција, инспирацијата ми беше случајот на сирискиот убиец Родни Алкала. Ристо. Сигурно нема. Зоран. Аман виде дека проверив пред да ми рикне батеријата. Следам во 7 сабајле. Ристо. Ај, отвори прозор, да си излуфтираш малку. Зоран. Не ме заебавај, види какво е. Бели лајна паѓаат од небо. Ристо. Добро, јас ќе отворам. Полека се исправа. Зоран. И после цела куќа снег, а и ќе измрзнеме ко пацови. Кива. Ристо. Зоране, рака се става. Зоран. На здравје се вика. Ристо. Влези бањај се, многу си интензивен. Зоран. Ајбе доста кочане сега. Ристо. 6 дена сме овде, ниту еднаш не се избања. Оди. Зоран. Дојди да се згрее водата, ќе заспиеме. Ристо. Зоране, водата те чека 6 дена на ќумбе, превриена е. Ајде оди, нема шанси уште една ноќ да се кушам со тебе. Пифтијат излага од порите веќе, не пот. Зоран. Ристо, доста. Нема. Ладно ми е, ај се бајле си одиме. Ристо легнува пак на троседот. Марко. Може да биде телефон на некоја девојка од 80-тите што ќе ги издава сите тајни. Калина. И како би се извело тоа на сцена? Ај глупаво е. Васил. Нека биде за мајка што си губива по синокот бидејќи сопругот ја изневерува. И никако да не му окреваат на телефон за да му кажат дека синот е мртов. И на крајот од тага да умре. Калина. Васил, колку си само оригинален, ова воопшто не се случи во Медеја. Марко. Ај пишувај сега, ти дадовме идеи, почни. Калина. Нема шанси првата глупост што ќе треснете да ја употребам. Васил. Ми текна. Нека биде портал за патување низ времето. Всушност го направил Аристотел и му го подарил на Александар Македонски. И така телефонот оди од колено на колено до секој македонски владетел. Марко. И може би Александар уште ги издава наредбите. Васил. Не толку невозможно. Да бидеме пореални. Цар Самуил. Марко. Да, во право си. И Самуил е загрижен за брзото ширење на морбилите, бидејќи го потсеќа на Јустинијановата чума. Васил. Тоа не би било добро прифатено. Подобро да мисли дека Европската Унија е некој воен фронт и преку телефонот издава наредби за напад. Ама никој не го разбира. Калина. Доста. Ако дојдовте да се заебавате и да тресете глупости, боле одете си. Што се однесува на луѓето околу мене, тие секако се еден вид на инспирација. Ги доживувам како потенцијални карактери во моите драми, така што секој човек кој што го запознавам не е оф лимитс за да стане некој лик или да биде некој лик инспириран на таа личност. Не можам да предвидам што ќе се случи по COVID-19, бидејќи ние воопшто не ни знаеме кога ќе заврши тоа и дали воопшто му се ближи крајот. Што се однесува на што ќе се случи со театарот по COVID-19, мерките најверојатно ќе бидат постриктни, така што дали ќе се глуми со маски на сцена, не знам. Ама навистина после оваа ситуација се е можно и можеме само да претпоставуваме што ќе се случи.